една нова тема во Македонија наутро, која што ќе ни се провлекува некаде до 8 часот и 35 минути со уште едно гостување и линковски вклучување, но ајде да почнеме поред. Во ерата на индустријата 5.0, светот на професиите се менува побрзо од кога било претходно, човекот заедно со неговата креативност, етика и иновативност повторно станува центар односно на економијата. Проектот Професии на иднината во индустријата 5.0, поддржан од програмата Erasmus+, ни открива како новата генерација може да се подготви за професии кои се наоѓаат на пресекот меѓу технологијата, одржливоста и човечките вредности. За оваа тема секако не можевме да имаме посоодветен соговорник. Добро утро за Катерина Златановска-Попова, советник за кариерен развој и обучувач за меки вештини. Добре ни дојдовте. Добро утро. Секогаш ми е задоволство да бидам тука со тебе во утринската програма. И убаво беше да се слушне утрово кога дојдовте да кажете дека ние сме причината што сте го виделе убавото изгрејсонце. Тоа е еден утрински поздрав. Тоа што го слушнав само не потсети колку такви мали утрински поздрави може да го разубават денот на некого. Посебно се израдував кога утрово ги видов прекрасните бои на небото и сега ги слушнав дека точно било 6:37 изгревањето. 6:37, да, но ете, од тоа убаво небо ќе ни донесе дожд неколку дена, па ќе се уживаме и во доштот. Секако. Ние сега да преминеме и на нашата тема, имаме добри 20 на минути да ја отвориме и да поразговараме детално за истата. Катерина, што точно представува индустрија 5.0 и по што се разликува од досегашните индустријски револуции? Некако влегуваме оптимистички со разговорот. Обично кога зборуваме за индустрија 5.0 сите се песимисти, ќе ни земе работа, не знаеме, одиме кон нешто непознато, па ајде да објасниме. Да, супер. Ти благодарам многу. Она што е специфично интересно за индустријата 5.0, во која што сега во моментот живееме, е што во фокусот ја има технологијата, но и човекот. И всушност фокусот на индустријата 5.0 е како ние, како човештво, да научиме или да воспоставиме циклуси или процеси кои ќе ни помогнат да функционираме заедно со машините, со технологијата, со роботите. Како се разликува? Прво, клучно и најважно е да кажам дека следува многу побрзо од сите претходни. Ако, например, за првата, која се случила на крајот од 18-тиот век, кога биле измислени парните машини, и се случиле првите машини, односно првото фабричко производство, тогаш се воспоставиле нели фабриките и производството во фабриките, и тоа го сметаме како прва индустријска револуција. Меѓу оваа и претходната индустрија 4.0, која што стартуваше на почетокот на 21. век, има многу краток период. Значи, технологијата сега ни наметнува едно многу побрзо темпо и многу побрзо се случуваат трансформациите. И ако претходната 4.0 беше во фокусот на интернетот и на користењето на компјутерите во домашни услови и нели расширувањето на целата таа инфраструктура, сега веќе разговараме за како ние со роботите, како ние со технологијата, како ние со машините. Едно време бевме уплашени, најверојатно брзо се соземавме и ете сега зборуваме за повторно дека човекот се враќа во центарот на развојот. Зошто токму човекот и неговите вредности се враќаат во центарот и како ова влијае на новите професии? Затоа што единствено возможно или одржливо е човекот да биде тој кој ќе биде над технологијата. Ние постојано се обидуваме да, убаво го потреби зборот, го намалиме тој песимизам или тој страв кај луѓето, дека технологијата ќе преовладува или ќе ни ги земе работните места или ќе ни ги земе, ќе ни ја земе работата. Сакам да нагласам дека всушност поентата е нашата да се олесни нашата работа, нашиот живот, да дојдеме до подобри можности да живееме живот во баланс, во кој што ќе можеме да имаме добра распределба на колку време поминуваме на работа, колку во работи кои ни прават задоволство или ни ја хранат душата, а при тоа технологијата да биде наш помошник. Едноставно сакам да нагласам дека треба да почнеме да гледаме на технологијата како наш асистент, како наш придружник кој ќе биде тука да ни олесни работи
кои, например, би ни одземале многу повеќе време, повеќе енергија и повеќе сила, дури во некои ситуации и физички, да не замени затоа што едноставно е невозможно човекот да ги извршува сите тие работи. Така. А кои од новите професии, ако зборуваме и за вашиот проект, најмногу ќе го промени нашиот секојдневен живот во следниве 10 години? Многу интересно прашање. Морам да признаам дека професиите кои ние ги истражувавме во рамки на проектот се движат на линијата да практично бидат поддршка на луѓето како подобро да се снаоѓаат со технологијата, и би рекла можеби две од нив. Едната е етичар во вештачка интелигенција и втората е верификатор на длабоки лажни содржини. Мислам дека тие две ќе бидат можеби најважните. Зошто ги нагласувам? Затоа што се смета дека до 2030 година 90% од содржините кои ќе ги сретнуваме на интернет или кои ќе ги добиваме преку онлайн содржините ќе бидат вештачки генерирани, ќе бидат не оригинално создадени од човек, него ќе бидат направени на вештачки начин, со користење на некакви алатки. Тоа подразбира дека од нас како луѓе ќе бара да развиваме многу специфични вештини. Една од нив е критичкото размислување, втората е аналитичкото размислување. Значи, практично секој од нас ќе има потреба да биде многу сензитивен и убаво истрениран или обучен, да може да препознава што е вистини, тоа што е лажно, значи да ја прави таа разлика, а ќе станува се потешко и затоа ќе ни требаат многу професионалци кои ќе ни помагаат во позадина, практично да ги регулираат тие односи, да креираат начини, пристапи или регулативи со кои што ќе се ограничуваат или ќе се обзнануваат содржините и каков тип на содржини се тие, и воедно ќе ни помогнат да бидеме безбедни. Значи да знаеме што е тоа што го гледаме и дали таа содржина е веродостојна и треба да ја веруваме или не. Затоа што навистина ќе биде голем предизвик она што предстои за нас. Така. А каква улога има етиката и одржливоста во работата? Ги споменавме AI етичарите. Каква е целата таа улога тука? Да, дури во моментот Европската комисија со донесувањето на актот за вештачка интелигенција веќе вработува секојдневно, дури има некоја бројка над 300 етичари или над 300 професионалци работат на етичност на вештачката интелигенција. И тоа се еден вид на чувари на нас како луѓе, или она што би требало да значи одржување и задржување на човечноста и човечките потреби и особини. Да појаснам, етичарот за вештачка интелигенција има улога да ни помогне да се оттргнат предрасудите кои може да ги донесе вештачката интелигенција, да се регулира кои работи смее да ги даде, да ги каже, да ги појави вештачката интелигенција, кои не. И сега ќе дадам конкретни примери за да не зборувам обобштено. Например, дури и сега, ако се обидете да го прашате ChatGPT или било кој од овие машински формати, да ви даде некаква рецепта или некакво мислење за вашата здравствена состојба, со тоа што ќе ги кажете вашите симптоми, ChatGPT ќе ве одбие. Значи нема да ви го даде одговорот. Ако до пред некој месец или пред некое време тоа беше возможно, сега тоа е сменето. Тоа е токму поради причината зашто постои етичарот. Етичарот ги става рамките, ги става границите, ги става ограничувања. А веќе тоа се забележува во комуникацијата со овие машини. И истото тоа е и за вработување. Например, на работно место, многу интересно,
поголемите компании регрутацијата ја прават или првиот чекор, првиот степен на регрутацијата ја прават со помош на алатки за вештачка интелигенција кои детектираат клучни зборови во CV-ата на кандидатите. И сега она што е интересно е дека ако вие го нахраните тој асистент, така да го наречеме, за селекција со предрасуди, а меѓу другото откриле преку истражувањата дека во некои компании, поради тоа што до тогаш работното место го држал маж, сите кандидати што ги бирала вештачката интелигенција биле од машки пол. И на тој начин, со употребата на еа етичност, се отстранува таа предрасуда, односно се овозможува да се внимава на тоа дека нема да биде пристрасен во селекцијата, да речеме тој асистент на вештачка интелигенција кој го користиме. Да, за сите што користат по-често вештачка интелигенција ги забележуваат веќе промените. Дури и кога се подготвуваме за интервју со некој наш гостин во емисијата, веќе не ги дава одма податоците, нели што ни се потребни, не навлага толку во приватноста или слично. Да. Прво истражува ChatGPT зошто ти требаат тие податоци, па потоа ти ги дава. Така да морав да ги прокоментирам тие промени, а не знаев од каде доаѓаат. Тоа е поради таа нова професија. Да, доаѓа точно од оваа професија и она што сакам да го нагласам, Ване, и е многу интересно, апропо тоа дека технологијата сега доаѓа на голема врата па ќе ни ги земе работните места. Во оваа професија дури не се очекува ни да имаш техничка позадина или не треба да доаѓаш од професиите кои значат инженер за информатика или програмер или така нешто. Тука напротив доаѓаат сите оние многу длабоки социјални професии кои се однесуваат на филозофија, психологија, право. Значи, многу интересно што оваа професија дури отвара врати на многу поинакви профили на луѓе кои апсолутно немаат никаква врска со програмирање или со технологијата, но се подготвени да работат во тимови. Практично професиите на иднината, меѓу другото, сакам да нагласам, ќе бидат мултидисциплинарни. Ќе се очекува многу различни професионалци да работат заедно како тим, за да можат да испорачаат некаква активност. И тоа ќе биде една од клучните меки вештини кои ќе се очекува да ги поседуваме меѓу другото. Така. Ајде уште малку за овие нови професии, па и ќе се вратиме на проектот. Како ќе се развива односот човек-машина и што подразбира работата на инженерите за роботика кои градат емоционално интелигентни машини? Ова ми е едно интересно прашање. Ајде да не го пропуштиме. Да, секако. Многу интересно дека сега, например, кај нас веќе на Машинскиот факултет постојат насоки како мехатроника, како роботика на електрофакултетот и тоа се новите правци кои ќе ги создаваат новите инженери. И сега оно што е интересно е што можеби си забележал во насоката на тоа да се работи многу во насоката на тоа да на роботите им се даде не толку човечки изглед колку да им се овозможи да го разбираат подобро човекот или да се вклопат подобро со човекот или со потребите на човекот. И тоа е сега многу интересно. Тука настапува овој инженер за роботика или човек-машина, кој меѓу другото ќе треба да овозможи роботите да пристапуваат кон нас или да соработуваат со нас како рамноправни. Замисли сега едно утро на утринска да си имаш робот. Така е. И добро ќе биде и тоа. И заедно како партнери да водите утринската програма. Да, ние се шегувавме нели кога постоеше страф од превземањето на работни места, роботи и вештачка интелигенција, се шегувавме со зборовите ајде на Балканот ќе дојде тоа многу подоцна, па ќе успееме уште некоја година да си поработиме, но веќе зборуваме за други теми. Шегата ја оставаме на страна, зборуваме за синергија сега помеѓу индустријата 5.0 и помеѓу вредностите на човекот. Да се вратиме ние на проектот и на платформата, како оваа платформа и материјалите од проектот може да им помогнат на учениците, родителите и наставниците во планирањето на идните кариери. Да.
Она што е интересно и што го заблежувам во мојата работа со младите е дека се исправени пред силен предизвик што понатаму кога ќе го завршат средното училиште. Така. И многу легитимно прашање, сега сме токму во периодот од годината кога треба да одлучат што ќе полагаат, кои предмети ќе ги земат за матура, и сега вистински се случува тој притисок што да правам понатаму. Овој момент сега всушност е наш начин како да им покажеме дека постојат многу можности и постои огромна палета на опции кои што тие ќе можат да ги разгледуваат од позиција на што е тоа нешто како за мене. Што е тоа нешто во што јас ќе се пронајдам, ќе почувствувам дека имам пасија и што е тоа нешто што сакам да го работам, да го создавам и да го следам во иднина. Она што е многу важно е дека одговорот на ова прашање не доаѓа баш лесно и треба навистина да се посвети човек на тоа да истражува малку, да се истражува себе си, што внатре имам, кои се моите интересирања, но поважно од се и пораката што сакам да ја испратам е дека во сите овие професии кои ние ги разгледувавме или ги развивавме, а тоа се вкупно 5, внатре има уште длабоко други професии кои доколку некој е заинтересиран или се пронајде, може да продолжи да ги следи. Значи тоа е една цела мрежа која се разгранува, а која е поврзана не само со технички познавања. Не сите од нас сакаме да станеме не знам, програмери или некој кој работи со програмирање на вештачка интелигенција. Но внатре, длабоко, во секоја од овие 5 професии кои ги разработувавме во рамките на проектот, има многу гранки во кои што може да се најдат младите. И дополнително живееме во неверојатно време каде што јас постојано кажувам може да си ја смислите професијата и да ја дадете име на професијата. Да, буквално дефинитивно. толку многу се раѓаат нови можности да буквално можеме на тој начин да гледаме на опциите. Добро, до пред 5 години не беше замисливо на телефон да се обработи фотографија како на Photoshop или да се монтира краток филм, мини серијал некој од 5 минути, сега тоа сето го правиме на телефон и така да суштината на тоа што го зборуваме досега е дека работите навистина се менуваат со брзина на светлината и секој може да се го пронајде своето место во ова индустрија 5.0. Ајде за крај во овие 2 минути што ни остануваат за ваши прогнози, кои уште нови професии би можеле да се појават до 2035 како резултат на индустрија 5.0? Јас мислам дека ако ги гледаме индустриите, одредени индустрии како што на пример е енергетската индустрија, медицинската индустрија, но би споменала тука и индустријата за истражување на Вселената, која што се очекува дека ќе расте многу. Потенцијалот на нови работни места, на нови професии е енормен. И ќе ја споменам тука една од нашите професии кои ги разработувавме, тоа е инженер за тераформирање. Но инженерот за тераформирање има задача да работи на прилагодување на условите за живот надвор од Земјата, на друга планета. Марс е се уште далеку. Без разлика колку сакаме да бидеме оптимисти, нема брзо да стигнеме да живееме на Марс, но она што експертите го кажуваат е дека многу скоро ќе се случи да престојуваме на месечината. И сега сите тие елементи кои подразбираат како да се стигне до таму, производствените гранки, креативните индустрии кои ќе треба да ни помогнат за да стигнеме до таму ќе биде нешто неверојатно. И една од професиите кои посебно се ценети во моментот и допрва ќе ја добиваат својата вредност е биотехнологија и биомедицина. Убави теми и доста од професиите, немавме ни време да ги прокоментираме нели од овие 5 кои што ги изборувавме досега, но важно беше да ја доближиме и суштината на проектот на кој што работите, а секако тука сте ни за и нови гостувања, па можеме и детално да поразговараме за дел од овие професии во некое друго ваше гостување во Македонија наутро. Секако, со најголемо задоволство. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам